Страшен пожар утринава ги разбуди граѓаните кои живеат во близина на трговскиот центар во општина Штип. Огнот и чадот во и така дотрајаните кукички овде предизвикаа страв кај граѓаните, бидејќи за миг се стави во опасност нивниот живот. Мажо ми се јавува, вика така и така. Оставам се работа и доваѓам. Мислам сега, моментално се надвор. Побркани са сите. Сите са побркани. Ја те како што седеше дома, гледам од тенешка чур, едва испаднала зејке надоле. Не може ништо, се остави, не може да искараш. Тоа од тенешка оздоле бувнат кај вие, што са бездомници ние што ги викаме, од неја тоа се. Колку луѓе живеат тука? Тука сум ја 25-6 години сум ја тука. Горе. 9 Живеат? фамилии сме тука. И ние събрали станаме, унатре чур дим, децата едва ги извади. Имаме едно годишно и 3 годишна керка. Гледаш 8, все по-рани, едва и събрали излеземе. И нема сега, деки одеме ово лето. Не знам како дојде, спијаме ние, стануваме. Пожарено децата, кога станав гледав да си ги извам надвор, тоа беше све. Не, такви работи, немаме ништо уклучено. Станувам одеднаш натре пламен и пукаше струјата. Што да кажам, значи не знам ни веќе што да зборам, потресен сум целиот. Само земам едни сварички, документи, тоа друго, се остана. Видеме да спасеме дечињата, внуците, ние глави да спасеме, ете тоа беше. На лице место веднаш интервенираа од територијалната противпожарна единица Штип. По дојава од граѓанин имавме дојава за пожар на стамбен објект. Излеговме веднаш со првите 2 возила, подоцна исклучивме цистерната, на лице место сме со 9 пожарникари. Нема никакви повредени. Зафатен е долниот, односно подрумските простори и долниот спрат. Горниот спрат успеавме да го заштитиме и на соседните згради не дозволивме да се прошири пожарот. Работи се за една стара куќа со кара тавани и самите може да забележите дека дрвата горат во ѕидовиште и по наша проценка дека доста долго време ќе тлее, односно ќе оставиме една противпожарна екипа како противпожарна стража, се со цел да не дојде повторно до избувнување на пожарот. Пожарот ги изгоре домовите на повеќе семејства и сега во зима истите остануваат на улица. Градоначалникот на општина Штип доктор Сашко Николов со помош за истите. Денеска сме присутни на еден немил настан кој што се случи во нашиот град. Тоа е опожарување на објект во центарот на градот, каде што благодарејќи на брзата реакција на територијалната противпожарна единица не се случи поголем проблем према останатите и околните објекти. Овој објект, според информациите кои што ги добивме веднаш од општината, е објект кој што е под ингеренција на јавното претпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор. И овде гледаме една ситуација каде што имаме доста жители кои што се вселени во овие објекти и живеат. Како општина, ние немаме законска обврска за решавање на ваквите ситуации, бидејќи овие жители кои што се вселени се диво вселени во овие локалитети во координација со директорот на јавното претпријатие за стопанисување на јавен деловен простор. Меѓутоа, од социјалниот аспект, кој што во време на пандемија, во време на зимски периоди каде што се најавуваат и дождови и снегови, ние ќе се ангажираме заедно со јавното претпријатие за стопанисување на стамбени деловен простор, заедно со меѓуопштинскиот центар за социјални работи, како и Комисијата за иселенички и стамбени прашања на Република Северна Македонија. Станува збор за запалена стара куќа. Внатрешноста на истата каде што се појавил пожарот е тотално изгорена, со покукнината, алиштата и останатите предмети на луѓето кои живеат овде. Точната штета ќе се знае откако екипите ќе можат да влезат и да ја утврдат истата. Ѕидовите кои се натопени со вода носат можност за дополнителна опасност, односно паѓање на таванот. Зафатен е само долниот дел, но големата количина на ѓубре го отежнуваше гаснењето на пожарот.